Кажете ми, од кога постои вашата приказна поврзана со пчелите? Па јас пчеларам преку 10 години. Порано работев како фризер и така. Како започнавте? Па видете. Првично земавме за занимација така, по 2-3 сандучиња. Многу пати се смеев демек на сопругата за 8 март и купи, пошто баш така 8 март беше кој купивме пчелите. И од тогаш успешно се развиваме, успешно пчелариме, малце повеќе нели има работа, али тоа е, мора нешто да се работи. Кој ве научи? Искрено вака. Најмногу литература, читање литература околу пчеларството, сега благодарение на YouTube каналите и од таму стекнуваме искуства и најмногу од директно во при преглед на пчели, никогаш не сум викал како беше помош од пријател. Секогаш сум ги отворил сам и нормално, кога работиш, некогаш и ќе сгрешиш, али на грешки се учи. И така полека ги научи пчелите да ги работам и се дружиме повеќе од 10 години. Каде се лоцирани вашите пчели? Јас работам селидбено и најчесто бираме најубави предели. Онака омилен предел ми е околу Македонски Брод, поточно над Самоков, тој дел, по речието, најчист дел. Значи, таму селата се буквално испразнети, дали има по 20-тројца старци. Природа недопрена, има најубав костен, ливади, шума. И таму ги носам пчелите, таму усвари ми е медот. Какви производи нудите од вашиот асортиман? Па освен медот, што ни е главна гранка, вадиме полен, прополис, перга, матичен млеч, нормално природниот восок што го произведуваат пчели. Тоа би било, да. На кој начин препорачувате дека треба да се консумира медот? Па најдобро е да се практикува секојдневно конзумирање во мали дози. Затоа што не да речеме сварта сега сум нешто разболен, чека да земам мед. Него треба константно да се јаде. Најубаво е усвари да се замени шеќерот со мед. Нешто корисно и нешто паметно. Многу пати ги советувам моите муштири, например, пиеме или са вале кафе, Нескафе. Нескафе со костенов мед промешан е нешто убаво. Така да на секој топло препорачувам да проба, сигурно нема да сгреши. Каков е интересот за медот? Што најмногу купуваат потрошувачите? Каков мед најмногу се бара на пазарот? Па тоа е индивидуално. И да речеме, јас како пчелар инсистирам да пробаат. Зошто? Затоа што многу пати слушаш муавет, гонесов медот дома, кога го пробав, не беше тоа. Затоа ја ги нудам да пробаат, чак што више им давам и предлог. Ако сакате, може и таа тегла што ја пробавте, таа да ви ја дадам да ви ја спакувам, да не има некои малверзации, пошто ние македонците познати сме по тоа. Да, навистина има проблем околу тоа да се одбере вистинскиот мед и настана и на пазарот конфузија помеѓу луѓето дека купуваме тегла која што пишува мед, а не е мед. Како да го препознаеме вистинскиот мед? Јас пак ќе кажам, има многу дупки во законот, баш нешто гуглав по интернет. Тој проблем и во други држави се сретнува, особено да речеме пишува мед, а во декларацијата пишува дека има 10% мед. Значи голема и сега тоа е, не можеш да му забраниш, пошто така се нели законите, не можеш да му забраниш да не напише мед. Затоа ја препорачувам да се купува мед од познат пчелар. Во крајна линија треба и да го видиш човекот каков е, што е, каков е онака по карактер, ако може да се процени, и да се дегустира медот, да не се плаши човек да проба. Застани пробај за да знаеш, овој мед ми се свиѓа, тој е за мене, јас таков мед сакам и ќе си го купам и ќе си го јадам дома, нели? Ова е пето издание на саемот за пчеларство во Македонија. Дали сте прв пат овде или сте били претходните години? Па секоја година доаѓам.
Што значи за вас како пчелар ваквото представување? Се доближувате ли до јавноста, застануваат ли случајните минувачи, успеваат ли да се едуцираат за медот и за пчеларството на ваков начин? Па мислам дека едини начин е вака да запознаат нас пчеларите. Е сега дали ги едуцираме, ги упатуваме, малци и грлото не боли од зборење. Ама тоа ни е работа, мислам, целта ни е да ги научиме да почитуваат што е домашен мед, а не што е индустријски мед, што е произведен во фабрика, а не мада тоа не е мед, нели? Што не е произведен од пчела и мислам дека е паметно ова дружење. Е сега нормално. Другото останува на организаторите како ќе не се организираат, како ќе не наместат и така напред. Благодарам многу за Фала и на вас. Се надевам дека ги задоволи вашите прашања, вашите одговори, прашањата беа ваши. Така да се гледаме и во следна прилика. Се гледаме секако. Благодарам многу. Фала.